ден, почитувани колеги, почитувани советници. Денес ја отварам седницата на Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина. Дали имаме кворум? Сега ми известија дека имаме кворум. Благодарам што сте сите присутни. Би сакал да ви кажам дека денес имаме една точка на дневниот ред. Сега ќе ви ја прочитам. Тоа е Одлука за утврдување на нацрт измени и дополнување на дел од ГУП четврт 02 блок И 02.04 блок И 02.05 и детален урбанистички план за четврт Исток 2 блок И 02.05 и блок И 02.04 обединета постапка. Дали некој има предлог за дополнување или измена на дневниот ред? Бидејќи нема, го ставам дневниот ред на гласање. Ќе ви молам кој е за. Благодарам. Го повикувам представникот на локалниот на секторот за урбанизам да се произјасни за предлогот и да ни даде образложение. Добар ден на сите. Како што се спомена, станува збор за утврдување на нацрт план за измена и дополнување на дел од генерален урбанистички план 4.02, блок И 02.04 и блок И 02.05 и детален урбанистички план за истите блокови, значи блок И 02.05 и 02.04, како обединета. Значи, станува збор за измена и дополнување на дел од генерален урбанистички план и детален урбанистички план за истиот опфат како обединета постапка. Значи, истото се однесува, постапката се однесува во делот на индустријска делот, опфатен дел од индустрија, северно од патот Битола Новаци, сега не знам, во делот на опфатена е површина од околу 16-17 хектари целосно, што би се урбанизирало. Значи, има пуштена како материјали, доколку има некакви, не знам, образложенија дополнителни, во дело со истото тука сме да одговориме и инаку со ова одлука за утврдување на овој нацрт план, истиот се става на да се организира јавна презентација и јавна анкета, со што ќе може и стручна расправа воедно од фелата, да може да се земат во предвид сите размислувања, мислам, забелешки доколку има и така натаму, во пошироката јавност. Тоа би било начелно. Му благодарам на представникот од секторот за урбанизам. Значи, ги повикувам членовите на комисијата да си кажат своje мислење, дали има некоја забелешка, предлог. Повелете, госпоѓа Петрушина. Се извинувам. Малку подетално да ни објасните зашто станува конкретно збор. Тоа земјиште припаѓа на земјоделското училиште и е со намена образование и сега треба да влезе во индустријска или во градежна зона, малку повеќе, дали станува збор за инвестиција? Малку подетално. Значи, како дел опфатен со генерален урбанистички план, опфатите се согласно Влаховската поделба која беше од 2000, мислам, донесена измеѓу и се усогласуваат према нејзе. Делот што беше, мислам, што е опфатен во опфатот во планирана ситуација, има дел што е планирано како образование, а во моментот се прави дел на пренамена на земјиште во индустријско, со што би се овозможила, да речеме, развој на тие стопански субјекти кои се таму. Значи, тоа е основната причина која бара инвеститорот, односно планерот да се промени во тој дел.
Благодарам. Повелете. Точно за кој инвеститор станува збор? Да ни кажете ако имате инфо. Значи, за предметната планска документација, инвеститор мислам дека е Цермат до така нешто. Са не знам како е точно субјектот, како е називот, меѓутоа да. Значи, ако можем да додадам, јас се информирав во врска со предлогот и ми објасна дека се, како што кажавте, дека се работи за образование. И сега ние како советците тука сме должни да не штитиме приватни бизнес интереси, значи тоа е прво и основно. Второ, како голем инвеститор во градот, сите го познаваме, значи од друга страна може да се вклучи во вработување на дел од граѓаните. Како прво, како второ, може да се вклучи во јавни донации поврзани повторно со интересот на граѓаните на општината. Но, како што кажа представникот, она што е битно е дека ќе има јавна анкета и дека ќе биде вклучена јавноста во сето тоа. Значи ќе има и представници од образование, од земјоделие и така натаму, кои што ќе се произјаснат во врска со тоа. Значи ова е еден прелиминарен предлог кој што со години се влечи, но на крај ќе се донесе решение дали сето тоа ќе биде вака како што е или ќе биде поинаку. Дали некој друг бара збор? Повелете. Јас сакам да прашам дали тоа е земјиште каде што се гради новиот објект на Цермат? Пошто таму има тој изведба или се работи за друго земјиште? Мислам во тој дел е да, меѓутоа тоа што се гради веќе со одобрение и Така. И дали доколку земјиштето на земјоделското училиште ќе добие обештета од страна на општината, од страна на инвеститорот, соодветно на земјоделското училиште? Значи тој дел не можам јас да го кажам, има други служби кои работат во делот со обештетување и со имотно-правни работи во делот на надомест, дали и пак ти речам ова е нацрт план, значи не значи дека ќе остане вака, дека може да има промени и така натаму и така натаму. Значи доколку има потреби, има пак ти речам други интереси некакви во делот на овој плански опфат, очекуваме дека ќе има и некакви забелешки кои што би се коригирали, би трпел планот промени така. Мислам во делот на планското решение ова е буквално нацрт план. Ако ми дозволите, господине Кузмановски, значи ова може да го внесеме како ваш предлог и како прашање, да биде во записникот ако се согласувате. Ви благодарам. Дали некој друг член барат? Повелете, господје Крстич. Значи ова е сега да потенцираме дека ова е нацрт, значи не е ова ништо дефинитивно. Ова за да се спроведи треба да поминат многу фази. Значи од, како што кажа представникот, јавна презентација, јавна анкета, да помини преку други надлежни институции со сите нивни забелешки, доколку ги има да се ревидира, да се обработи и значи ова е долготрајна постапка и не е ова краен документ. Е само нацрт, драфт верзија и фактички дур да дојде конечната верзија, ова е можеби и година-две да поминат од... Ама и претходно не знам колку години се поминати. Така да конечната верзија која ќе биде направена и конечните материјали со сите овие фази кои што ќе бидат поминати, тогаш ќе треба конечно значи да се постави за гласање и да се прифати или да се одбие. Мислам дека нацрт верзијата би требало да се изгласа, да едногласно со цел да видиме значи завршната постапка од овој нацрт што ќе произлезе од него. Се согласувам, ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го ставам предлогот на гласање. Кој е за, ќе ве молам? Повелете, да. Нема проблем.
молам. Бидејќи никој друг не бара збор, го ставам предлогот на гласање. Ќе ве молам кој е за, кој е против. Сега ќе ве молам само колку луѓе? 4 сме за. Кој е против? Нема никој против. Кој е воздржан? Нема воздржани. Со ова го усвојувам предлогот. Ви благодарам на конструктивните дискусии за белешките и го исцрпувам дневниот ред и ја заклучувам седницата. Ви благодарам на сите.